Здраво, добровте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за нуклеоидот, за некои нуклеински материи и малце ќе започнеме за протеини и рибозоми. Значи, во бактеријските, односно прокариотските клетки, се ќе нацртаме тука еден како шематски приказ, имаме ДНА, ама таа ДНА, иако е двојно верижна, не е линеарна, значи таа е циркуларна. Се наоѓа на овој начин, каде што нема всушност крај. Значи ДНА повторно си е двоверижна, исто како кај еукариотите, но едноставно не е линеарна, така нема краеви, односно на кои има теломери, како кај еукариотите, него е циркуларна и краевите всушност се приспоени еден со друг. И е многу помала споредно од таа со еукариотите, многу е помала, помалце гени содржи и сепак тоа е сепак едноклеточен организам, за разлика од еукариотите кои најчесто се повеќе клеточни, не секогаш. Исто така треба се напомене дека едноставно не плови таа слободно во плазмата, него прикрепена е за клеточна мембрана. Значи вака, ова шематски прикажано, всушност е прикрепена за нејзина во одредена точка. Значи ме тука. И тоа прикрепување е доста важно, не се знаат сите последици зошто е потребно, ама важно е например при репликација на самиот хромозом. Сега, освен главниот хромозом кој носи ДНА, има и плазмиди. Се овие плазмиди не се прикачени за главниот хромозом, тие се екстрацелуларни генетски информации. И овие не се исклучиви за прокариотски клетки, значи ние ги имаме, ама ние ги имаме внатре во митохондриите. Бидејќи митохондриите всушност се еден вид на бактерии кои живеат внатре во нашите еукариотски клетки, но важно да напоменете за овие плазмиди, како што реков, не се поврзани со хромозомот и се реплицираат самостојно. Значи се реплицираат независно од хромозомот и имаат важни информации, важни улоги како за пренесување на различни информации или давање одредени својства, како што рековме во минатото видео, тие пренесуваат антимикробна резистентност, но исто така може да служат за помогнување на толеранција кон токсини, да помогнат за продукција на некои токсини или пак синтеза на ензими. Значи имаат многу функции кои всушност некако поврзани со пренесување на одреден вид на информација и овие плазмиди се многу помали во споредба со главниот хромозом. Значи плазмидите се отприлика 5 до 100 гени содржат, што не е многу. И тие најчесто се циркуларни, иако може да бидат линеарни, значи не мора секогаш да биде во циркуларна форма. Нормално за генетиката на бактериите ќе спомнеме многу подетално во последниото поглавје. Ова беше еден краток вовед, колку да се запознаеме со бактериската клетка и нејзината структура. Сега да разгледаме уште еден елемент кој всушност го знаете, ама мораме да го спомнеме. Значи кога што си имаме прокариотска клетка, всушност внатрешноста на клетката, значи ако био боилен, да знам да сеам со ова некоја боја, всушност се рекува цитоплазма. Сега во цитоплазмата се наоѓаат нуклеинскиот материјал кој претходно го спомнавме, значи големиот хромозом. Но исто така се наоѓаат некои мембрански инвагинации кои доаѓаат од самата мембрана, како некои везикули. Се наоѓаат исто и плазмидите кои претходно ги спомнавме. Исто имаме најзастапени се протеините кои да ги бележиме со зелена боја. Значи различни протеини кои се наоѓаат дали на самата мембрана или пак кај клеточниот зид или внатре во клетката прикачен е хромозомот и слично. И последната група на единици кои можеме да спомнеме се всушност рибозомите. Значи ги бележиме со бела боја, не упа белата, да земеме со црна боја, значи рибозоми кои ќе ги спомнеме малце сега покасно, но прво да се задржиме на протеините. Значи протеините, иако за ова повеќе ќе збориме во основна молекуларна биологија, но можеме да речеме дека протеините едноставно се изградени од аминокиселини, значи аминокиселини, тоа е основната градбена единица и повеќе аминокиселини, сега една аминокиселина ќе ја бележиме како кругче. Пред две аминокиселини се сврзуваат, образувајќи пептидна врска и тоа се нарекува дипептид. Така, се губи вода и се образува една пептидна врска.
И така се прикачуваат повеќе и повеќе аминокиселини. И сега имаме 20 аминокиселини, значи постојат 20 аминокиселини и имаат различни својства. Значи тие сите имаат C, еден алфа C атом, имаат COH група, имаат NH2 група, имаат H, имаат R, кој е рест или остаткот, кој е всушност важниот дел за аминокиселината. Значи ова е основната единица, овдека се наоѓа R, овдека се наоѓа R, овдека се наоѓа R. И може да се организираат овие 20 аминокиселини во различни комбинации. Значи може да биде глицин, така глицин, па пак глицин и така натаму. Во каква била комбинација и затоа имаме многу различни комбинации кои може да се формираат. Значи има и огромен број на протеини кои може да се образуваат со поврзување на аминокиселини, некои се многу поголеми од другите. Но сега ќе разгледаме некои основни карактеристики кои ги имаме за овие протеини кои се образуваат од аминокиселини. Значи кога збориме само за редоследот на аминокиселините, значи ако иде глицин, па иде аланин, па иде не знам тирозин и така натаму. Тоа што збориме за примарната структура на протеинот, едноставно редоследот на аминокиселините. Сега ако разгледуваме дел од протеинот, односно на мала фракција од протеинот, какви структури образуваат овие примарни структури, тоа што збориме за секундарни структури, кои најчесто имаме алфа хеликс или бета пласирана плоча. Значи бета плоча. Нормално, сега дека многу брзам, сигурно ќе имате многу нејасни работи, но ова е едноставно многу краток војот, бидејќи не ни се толку важни протеините кога збориме сега кај бактериите, него едноставно колку да имате некое познавање. Сега овие збир на овие секундарни структури дават терцијарна структура која е покомплексна организација на протеинот, а ако имаме друга ваква терцијарна полипептиди се спојат еден со друг, се спојат, ќе образуваат кватернерна структура, што е многу голема комплицирана структура, како на пример хемоглобинот, кој се наоѓа кај нас, нели, во еритроцитите. И тоа беше на кратко што треба да знаете за протеините. А за рибозомите, кои дека ги бележевме со црна боја, тие всушност, морам со некоја друга боја да земам, се 70S рибозоми. Значи тие се изградени од две субединици, значи субединица 50S и 30S. S всушност значи Свитбергови единици. Тоа е степен на седиментација. Значи кога ги ставиле во епрувета да се седиментираат во раствор, тоа е мерна единица за колку брзо седиментираат. Сега иако двете субединици, едната 50, другата е 30, нивниот збир е 70S, што е малце каунтеринтуитивно, но тоа го објаснувам во видеата на молекуларна биологија. Значи такви се рибозомите и тие служат за синтеза на протеини. А и тие самите се изградени од протеини, што е малку како проблемот за кокошката и јајцето. Значи они самите се изградени од протеини, а потребни се за правење на протеини. Значи потребни се за да се направат протеини. Но тоа е. Сега можам да го објаснувам проблемот, но многу би било долго видеото. 8 протеини содржат и рибозомална RNA и ги има доста многу. Значи ги има околу 5000 до 50000 рибозоми во една бактериска клетка. Значи 5000 до 50000 рибозоми во една бактериска клетка. Може да бидат расфрлани, значи да се насекаде. Вака тука ќе бележам, или пак може да образуваат синџири, значи кај што се убаво подредени, каде што доаѓаат RNA сегментите за синтеза на протеини и се подредуваат. Ова беше сосема кратко, значи за некои вакви протеински структури кои се наоѓаат во клетката. Не се задржуваме многу, бидејќи навистина не се многу важни, барем во пределот на микробиологијата. Тие се, мислам, важни се во пределот на микробиологијата, ама не како изучување на општа микробиологија. Тие повеќе се изучуваат од страната на молекуларната биологија. И тоа беше се за ова видео. Ќе се видиме во наредното видео.